Дејане, што има денеска актуелно во овој меѓународен дел од одвивањето на светските афери, настани и сите можни ситуации? Што се случува? Светот се занимава со тоа што ќе се случи кога ќе дојде Џозеф Бајден, ако се земе во предвид дека Доналд Трамп овие 4 години направи вистински, би рекол, карамбол во ние политичко и геостратешки односи. Еве веќе тоа се виде на Кавказот, каде Азербејџан и Арменија дојдоа до војна, каде што Европската унија веќе гледа како ќе ги развива идните односи со новата американска администрација, ако се земе во предвид дека со оваа која е се уште актуелна и е веќе бивша администрација и немаше баш некои добри односи. Исто така многу интересно Германија, која нели како еден од најголемите светски сили, а Европска секако најголема сила, се занимава кога ќе дојде Џозеф Бајден дали ќе го попречи развивањето на Путиновиот Северен тек 2, ако се земе во предвид дека изминативе 4 години Северниот тек и како беше разместен и Германија ги земаше енергенците од Русија. Самиот Трамп во тоа време и тамошниот амбасадор Ричард Гренал, кој има големи критики од страна на германските власти, бидејќи многу се мешал во политиката, се обидувал да го попречи Северниот тек и да наметне американско продавање на енергенците на Германија, нешто што ги обединува и републиканците и демократите во однос на таа продажба, но се критикува дека Трамп, како да имаше преквитен договор со Путин да ја развива таа инфраструктура гасоводна во Европа, пред се во Германија. Сега се очекува Бајден да ги подобри односите со Европската унија и пред се на ниво Берлин-Вашингтон, да ги поправи оние односи кои беа нарушени од страна на, би рекол, мангупската и каубојска политика која Доналд Трамп ја водеше кон Европа, а тоа беше ќе излеземе од НАТО, Европска унија не е ништо, нели имаше таква некоја политика. Сега се очекува да се вратат односите какви што беа во времето на демократската администрација на Барак Обама, потому и големите очекувања. Во меѓувреме и на Кавказот има големи очекувања. Имено ќе потсетам, Грузија е држава, поранешна Советска република, која имаше аспирации да влезе во НАТО заедно со Украина, но беше попречувана од страна на Москва. Изминатите 4 години дека беше администрацијата на Трамп, таа работа беше тргната на страна. Исто така се сомнува дека имаше прекритен договор и некакво руско влијание врз Доналд Трамп да не го активира процесот на Грузија. Сега Грузија, гледајќи што се случува во Арменија и Азербејџан, она што се случува во Белорусија, па и она што се случува во Украина, бара од американските власти поголема присутност и дипломатска, но и воена, со цел да се заштити Грузија од евентуални би рекол аспирации на Москва да ја притиска и повторно да ја попречи. Геостратешки Грузија и е потребна на НАТО, но геостратешки на Русија и пречи НАТО да влезе во тој, би рекол, сектор на Кавказот, каде што, како што велат, доколку дојдат на границите на Русија, Русија ќе биде обколена од неколку НАТО членки, што Путин сигурно нема да го прави лагоден додека седи во Москва. Тоа што се однесува до последиците односно што ќе биде откако ќе дојде новата администрација. За сега Трамп се уште не ја признава победата. Трамп сега ги оспорува изборите во Мичиген, во Детройт, каде што тврди дека победил, и покрај тоа што иако победил, иако не победил, исти ќе биде исходот, но се ближи датумот 14 декември, кога изборниот коледж и официјално треба да ја потврди изборната победа на Бајден или изборниот пораз на Доналд Трамп. Во меѓувреме Трамп се уште прави некој, се обидува да исценира дека е жртва на изборна измама, но она што е загрижувачки се неговите потези. Јас повторно ќе кажам, тој најави и веќе започна повлекување на американските трупи од Ирак и Авганистан, нешто што сака да и остави на новата администрација на Бајден жежок костен, односно геостратешко поместување.